Фестивалската управа на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија денес одржа пресконференција на која информираше за завршните подготовки на 55-то издание на оваа театарска смотра за програмските содржини како и за новиот концепцијски исчекор. При тоа од најавите може да се очекува во годишниот дав кој започнува на 28 мај да понуди квалитативно нови содржини, да овозможи приближување на актерите и публиката и да му даде нов импулс на театарското живење за време на фестивалските денови во Кочани. Подготовките одат сега за сега во најдобар ред. Прва година фестивалот, односно управата, се одлучи да го опипа пулсот на кочанската публика и јавност, да паралелно со нужните изведби што се наменети за насцена, надвор да течат концерти, настани, работилници, така што очекуваме дека таа херметичка форма на театрот која што бара кутија, така наречена, и затворен простор, ќе ја посетат нашите досегашни верни посетители кои што од година на година растат. Имавме минатата година, да речеме, 1800 продадени билети, што е огромен раст од претходните години. И што е многу значајно за граѓаните, на 55-тиот дав ќе се представат неколку локални автори, создавачи на значајни дела кои го свртеа вниманието на македонската јавност. Во среда нашиот кочанчанец е диџеј Гоце, познат како Гоце Парч. Потоа во петок е Гоце Сав, некогашните Бернајс пропаганда, Happy End бенд ќе бидат стационирани пред Домот на културата и со тој културно-забавен живот стопанисува од пап комедија од Скопје 16 представи, од кои една професионална, и тоа во сабота на затворањето доаѓа Тино Јатанас од Чао пријатно, односно познатите Тино Јатанас од Златна бубамара. Така што тоа ни е како еден во чест на наградените. Тино Јатанас ќе доделат наградата на избраните во тој период со една представа која што е хит представа од Синиша Ефтимов после Вардарски пастави и така натаму. Така што кочанчани не мора да одите во театар комедија, повелете Тино Јатанас доаѓаат на 2 јуни во 20 часот. И покрај ограничените средства кои ги обезбедува Министерството за култура и локалната самоуправа на општина Кочани, организаторите најавуваат дека публиката ќе има можност да види несразмерно повеќе доживувања кои сигурно нема да останат незабележани од пошироката јавност, не само во Кочани, туку и од градовите и населените места од регионот.